Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите мајни коцки. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека не се растопи. Го додаваме прашокот за печиво. Потоа го додаваме брашното. И мелените ореви ги додаваме во садот. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Смесата ја ставаме во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган налеваме половина од млекото. Го додаваме шеќерот. Во преостанатото млеко во мензурата го додаваме прашокот за пудинг. Го додаваме и брашното. Мешаме со жица за матење. Потоа непрекинато мешајќи во зовриеното млеко, ја додаваме содржината од мензурата. Откако кремот ќе ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Продолжуваме со подготовка на филот. Во сад за матење го ставаме маргаринот. Матиме со миксер додека не стане пенест. Потоа го додаваме изладениот крем. Повторно матиме со миксерот додека филот не се соедини. Пандишпанот го вадиме од тавата, му ја отстрануваме хартијата. Го сечеме на половина по широчина. На послужовник ја ставаме првата лента пандишпан. Ја премачкуваме со фил. Врз филот ги редиме крем бананите. Повторно нанесуваме фил. Прекриваме со втората лента пандишпан. Почнуваме со подготовка на преливот. Чоколадата ја кршиме на парчиња. Ја ставаме во тенџере на оган. Додаваме 2 лажици масло за јадење. Мешаме со лажица. Откако чоколадата ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган. Чоколадниот прелив го нанесуваме врз колачот. Откако преливот ќе се стегне, го сечеме колачот на коцки. 2 мајни коцки ставаме на чинија за сервирање. Декорираме со крем банани и сечени на половина по должина. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 80 минути.